Јас сум Силвија Мидовска, долгогодишна параглидаристка и председателка на невладината организација ТАКТ, Здружение за унапредување на меѓусебната доверба. Повеќе од 15 година се бавам со параглидарство. Почнав на мои 15 години, доста мала, во параглидарскиот клуб Букефал, тогашниот Букефал, меѓутоа сега се вика Акро Македонија. Миндо Белјановски беше мојот инструктор. Најпрво почнав со рекреативно бавење на параглидарство, рекреативно летав, меѓутоа после неколку години станав дел на репрезентацијата на Република на Македонија и започнав да се надпреварувам на национално, меѓутоа и на интернационално ниво. Учествував во многу надпревари во Европа и на неколку други континенти во дисциплината прелети или крос кантри. Сега моментално летам само за рекреативно, бидејќи како и во секоја друга спортска гранка, доколку сакате професионално се занимавате со некој спорт, знаете дека треба цело свое време и енергија да го вложувате во таа насока. Меѓутоа, откако станав мајка, на некој начин се приземив повеќе, сега летам, меѓутоа рекреативно. ТАКТ е невладина организација која што е инициирана пред 2 години. Основана е од неколку жени спортистки, меѓу кои е и Лина Арсова. Јас како долгогодишна спортистка мислев дека согледав дека во Република Македонија има место за една невладина организација која што ќе го користи спортот за да инициира позитивни општествени промени. Ние сакаме да го приближиме спортот поблиску до луѓето, посебно до младите лица и младите девојки. И навистина мислам дека спортот е оставен на маргините на нашето општествено живење и младите девојки за жал не го гледаат спортот како избор. Меѓутоа јас тврдам дека спортот, доколку се одлучат професионално да се бават во било кој дел од некоја спортска индустрија, тоа повеќе кратно ќе им се врати. Затоа што спортот отвара многу врати, отвара многу перспективи и треба да се земе во предвид како еден сериозен избор во животот. И мислам дека нашите семејства, нашите училишта, нашите заедници треба да имаат да им дадат поддршка и да направат, да инициираат некои стратегии кои што ќе ги поддржат, кои што ќе ги мотивираат и ќе ги инспирираат младите девојки повеќе се вклучат во спортските активности. Значи, да, јас учествував во така наречената глобална спортска менторска програма, која што е поддржана од State Department, инициирана од Хилари Клинтон, започната пред 4 години. Бев номинирана од страна Американската амбасада во Скопје и бев одбрана со останати 15 на девојки, значи вкупно 16 на девојки широм светот. Имаше девојки кои што доаѓаат од Латинска Америка, од Африка, од Нов Зеланд, од Украина, јас бев единствената од овој поширок балкански регион. И навистина беше интересно да се види дека сите ние жени имаме една иста мисија и визија во животот, меѓутоа се соочуваме со исти проблеми и бариери во нашите матични земји. Например, колешката, односно девојката која што беше од Нов Зеланд, ми спомена дека навистина на работа има големи проблеми со колегите, бидејќи она е коментатор за машки спорт рагби. Јас сум била во Нов Зеланд и се надпреварував таму и престојав неколку месеци и да ви кажам, изгледа многу прогресивно општество, никогаш не би ни помислила дека она би се соочувала со таква нешто. Меѓутоа гледаме дека овој проблем е глобален, не е само во Македонија, не постои само тука, постои насекаде во светот. И оваа програма беше токму тоа, да се засили таа врска и да се даде поддршка на овие жени кои што сакаат преку своите активности да промовираат спорт, толеранција, еманципација на жените и да промовираат родова еднаквост во спортот. Затоа што јас верувам и тврдам дека не само во Македонија, меѓутоа и во сите земји во светот, родовата еднаквост не е застапена во спортот и тоа не само во спортот, него во сите сегменти во општествениот живот. И навистина не требаат вакви програми каде што ќе се засили оваа врска и овој јас помеѓу сите овие жени, сите овие држави, затоа што јас верувам дека спортот има моќ да трансформира општества, да трансформира јавно мислење и верувам дека треба да игра голема улога во еманципација на жените.